Изградбата на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори во лето 1976 година била пресудна за тогашните млади охридски средношколци повеќе да се заинтересираат за спортот, посебно за атлетиката. Веќе истата година во есента Живко Стојчевски, поддржан од тогашниот спортски клуб Партизан, започнал да го трча маратонот на релација Свети Наум Охрид. Маратонот се трчал во чест на ослободувањето на Охрид, на денот на ослободувањето на Охрид 7 ноември, се до 1993 година. Следната година веќе имал пауза од една деценија за да се обнови во 2004 година. На маратонот присуствувале голем број маратонци, не само од Охрид, од Македонија, туку и од Балканот. Ве поканувам да проследите историјата за Охридскиот атлетски маратон во следните минути. Живко Стојчевски и неговите другари спортисти раскажуваат како започнал и како успеваат да одржат традицијата на Охридскиот атлетски маратон. Во далечната 76 година ја започнале традицијата со младешки ентузијазам, а денес во зрели години исто така жилаво и со истиот ентузијазам се борат да ја одржат спортската манифестација во живот. На Охридскиот атлетски маратон досега трчале голем број спортисти, скоро цел свет, се рушеле и поставувале нови рекорди. За маратонците патеката Свети Наум Охрид е вистински спортски предизвик, иако е со должина од 30 километри, меѓу маратонците важи за една од најтешките и истовремено најубавите маратонски патеки во Европа. Патеката е многу тешка патека и предизвик за нас маратонците да се само надминиме, затоа што маратонот е едно само надминување. Една од најтежих трка која сам ја икад у кариери трчал што се тиче маратона. Он е 30 км, али као да трчите 42 км. Тешка е стаза, захтевна, има пуно јако успона и така да има и пуно низбрдица. И захтевна е стаза, значи ту мораш доći potpuno spreman, ne može trčati svaku trasu, mislim rezultatski, a može samo da trčite ovako rekreativno, da istrčite stazu, to je nešto drugo. Сакам да кажам дека уживав во целата трка, посебно од 25 км, поглед беше прекрасен, немав никакви проблеми, мислам убаво темпо, фатив добар ритам, прекрасно беше, мислам.
Името на Живко Стојчевски од охридското село Ровник се споменува како еден од основачите на маратонот. Тој заедно со охридскиот доктор Наум Стоилковски и новинарот Наум Степановски и тројца аматери глумци од Белград под будното око на судијата на трката професорот Владо Деребан во есента 76 година започнале да го трчаат првиот охридски атлетски маратон. Јас сум првиот маратонец што го дадов потик да се организира 1976 година. И од таа година се продолжи да се одржува секоја година. Тоаш беше на 7 ноември, тоаш беше денот на ослободувањето на нашиот град Охрид, али сега се промена на 8 септември заради што независност на нашата држава Македонија. Така да во почетокот бев секако млад и се занимавав професионално со атлетика и тој маратон, маратон за мене има од големо значење, бидејќи беше под моја иницијатива и желбата ми беше да остане за секогаш. Стојчевски го споделува своето лично искуство од трчањето на патеката Свети Наум Охрид. Ова патека, да се разбереме, стварно е доста прилично тешка. Исто и баш напомена денес председателот на Европската атлетска федерација рече дека ова е многу тешка. И тој исто восхитен и со овој резултат што се постигнува. Значи има доста угорници, прилично доста. А тука е тоа кај што те кини, ти зема доста од кондицијата што ја имаш, така да и не можеш да направиш подобро време. Али тоа е тоа, така мене жалбата беше да биде од границата на Албанија па до нашиот град. Нажалост стазата нема да се промени, како што се почна, така и би сакал да остане и така да биде во еднина. Стојчевски 5 пати едно по друго бил победник на маратонската трка. Напорната, но живописна патека Свети Наум Охрид ја истрчал за 1 час 44 минути 13 секунди и поставил рекорд. По успехот на маратонот Живко Стојчевски започнал и професионално да се бави со оваа дисциплина. Посебно во последните години од мојата кариера трчав само маратони. Иначе тука бев поуспешен, подобри резултати постигнував, така да исто во истата година, во 1986 година, не само што го претрчав овој маратон од 30 км, но го отидов и на супермаратон во Загреб, од Загреб до Чазма, тоа беше на 29 ноември, денот на нашата земја Југославија, бивша Југославија, и успеав да го претрчам и тој супермаратон, што за мене беше нешто многу специјално, да речам, затоа што и јас самиот не верував дека би можел такво нешто да сторам, али видов дека мојот организам може да поднесе и после тоа повторно за мојата кариера продолжи, така да имам учествувано исто на други маратони во Кумровец, на денот на роденот на Јосип Броз Тито, тој е 26 километри, а исто така имам трчано на 42 километри прав маратон од Глина, од Горна Стубица до Глина. Така да за повеќето маратони што ги имам трчано беа во Хрватска, таму се одржува повеќе маратони и на секој еден маратон овде исто како што реков во Македонија, мислам овде во Охрид, јас бев учесник.
Љубовта кон спортот и атлетиката биле пресудни за Стојчевски да се одлучи да трча маратон во чест на својот град. Како млад секогаш го сакав прво спортот, али во средна школа кога почнав, тогаш професорите по физичко воспитување видоа нешто во мене дека постои природна надареност, така да ме форсира да продолжам да се бавам со атлетика и во тоа време трчав јас обично 800 метра, па после тоа 1500, 3000, 5000 и 10000. И после 5 години искуство, професионално почнав се бавам само на долги стази, со 5000, 10000, а исто и маратон. Јас на времето мое тренирав, првите години тренирав на Охридскиот стадион, а после тоа одевне по кеот на Охридското езеро, па се до Горица, по плажите и назад. Тоа беше 3 до 4 пати неделно, а во другите денови си тренирав во моето село, трчав по планините. Така да под многу високи успони, што е многу битно да створиш доста кондиција и исто така одев по некогаш од моето село по патот за Скопје што оди, некогаш од моето село од Оровник па до Ботун, па некогаш и до Славна Дебрца до кај Цигланата. Еден ден да не трчав тогаш, одма осеќав како некој недостаток. Мада што не е тоа голем недостаток, али тоа е навиката. Затоа што како и сега се сеќавам на маратонот кој ќе трчавне од Светинаум за Охрид, стигневне на целта и ќе завршеше церемонијата, после тоа повторно отиде истиот ден продолжуваме на тренинг. Така да бидеш маратонец треба да тренираш константно секојдневно. Учеството на маратоните и успесите во трките, кои во младоста ги постигнувал, на Стојчевски му донесле и популарност. Во тоа време, кажам искрено дека, како на пример, кога ќе стигнев јас на целта, имаше со илјадници публика. Значи, кога ќе го кажа моето име, значи, со илјадници луѓе знаат кој е тој. Така да, како што реков, дека многу луѓе од нашиот град ме знаеја и во новини пишуваја. А првата година кога бев победник, како денес се сеќавам, пишуваше во весникот Вечер на српски, раѓа се звезда маратона. Тој збор јас мислам доста значит. Значи, ето, се пронајде звездата што може да донесе голем успех за оваа земја. Али како што реков, јас бев доста врвен во тоа време, али не продолживме под одредени причини, како што реков, како и денес е проблемот е финансиски. Поддршка да се занимава со маратонот, Стојчевски добивал од своите професори, но најголемата сепак доаѓала од неговите родители. Во тоа време најголема поддршка, можам да речам, прво имав од моите родители. Значи, никогаш не ме стопираја, затоа што знаеја прво дека во мене постои, како што реков, некој талент, а исто така никогаш не се пожелив да сум здравствено неспособен. Така да поддршка исто да речам од народот, од моето село Ровник, таму сум роден, а исто како што реков, за поддршка имав од
од граѓаните. Најголемата поддршка е да речеме публиката што те восхитува, ти дава емоции за тоа нешто. Така да јас тоа би сакал да направам нешто во иднина за овој маратон, да биде помасовен, а исто така да има повеќе публика на целта која ќе стигна. Тоа е едина за мотивација за секој еден за маратонец, за секој еден тркач во спортот. Учеството на спортските настани има бројни доживувања, раскажува Стојчевски, како незаборавно го издвојува учеството на маратонот во Загреб. Не можам да го заборавам супермаратонот. Тоа беше, како што реков, во Загреб Чазма, 65 километри на 29 ноември, а во тоа време исто е зимски период и трчавне фактички во снег. И снег имаше на патот, не можам да го заборавам и како сега се сеќавам на каков начин го истрчав исто тоа. Така да еден е тој, а друго секако охридските маратони, тоа не постои шанса никош да ги заборавам. Во 70-тите години од минатиот век голем бил интересот на младите охриѓани за трчање на кросевите и маратоните, си приспомнува Стојчевски денес. Да ви кажам искрено, јас како што гледав, кога би погледнал во пред 30-40 години и денес, јас мислам дека тогаш имаше многу поголема заинтересираност. Денес не гледам некако има, али не доволно. Јас на секој на децата од било која возраст да се бават со атлетика. Атлетиката е една од најубавите спортови. Со атлетиката само можеш да добиеш здрав дух. И таа е едина за да секој еден талент што е талентиран во било кој други спорт, без атлетика, без трчање не може да продолжи. Значи, таа е фактички као кралица на сите спортови. И би прерачувал на сите да се бават со едно движење, со трчање. Без разлика, ако е талентиран, нека да се продолжи, и да не е талентиран, тоа е убаво, како што реков, за децата да ни се здрави, да немаат здравствени проблеми, е тоа многу убаво. Бидам искрен, јас и денес, значи, ето, и на оваа возраст, јас тренирам не секојдневно, али обавезно неделно одам најмалце 3-4 пати, значи тренирам од 3 до 5, некогаш и 10 километри, само зарад себе, а не зарад друго. Атлетиката во минатото ми помогна, можам да речам, моето име во тоа време беше, кого да го прашаше, ме знаеа. И ми отвори многу други врати, да речам, пријателство, не само овде во Македонија, него и во денешна, да речем, во бивша Југославија. Јас, како што реков, се такмичев и во другите републики. Паралелно со маратонот во Охрид масовно се одржувале и крос-трки во градот. На нив учествувале голем број ученици од сите основни и средни училишта, војници. Пецо Неданов трчал на кросевите. Јас живеев во зградата каде што живееше и овај покоен доктор Наум Стоилковски. И имаше емисија на телевизија која беше за здраво тело, здрав дух, така каде што тој си трчаше секојдневно и така она. И мене тоа ме заинтересира и го прашавме тука во комшите, ни беше, може ли да ме со вас да трчаме? И тој рече, нема проблем, ајде со мене. Па трчавме тука до селата, до Рамне, до Велестово, па после до Којско и така. И од тука, мислам, желбата за понатака за, со атлетиката за бавење.
Подоцна на Охридскиот маратон трчаат и други влюбеници во оваа дисциплина, како што се Боро Павловски, Ацо Стевовски, Славчо Костовски. Боро Павловски освојувал и медаљи. Сум го сакал спортот цел живот како прво. Али та година имавме 76-та година летото во Охрид се одржаваше армиско првенство на Југославија, буквално во сите спортови. Тогаш се изгради и стадионот. Едноставно, гледајќи ги трките, се заљубивме во атлетиката. И од тогаш, од ден денеска, без атлетиката едноставно не можеме. И имаме едно второ место, имаме едно трето место на Охридскиот маратон, така тие мисли што се освоени, да речем, пласмани подобри. И имаме 16-то место веќе последните години кога почнав. Исто да спомнам, пред 4-5 години пробав уште едничка, ама до Пешчани стигнав, најмножев повеќе ми откажа коленото, така да... Не е така лесно како што напротив многу тешко, ама многу интересно. По неколку години од големата љубов на младите охридски спортисти кон атлетиката се родил и градскиот атлетски клуб Охрид. Почнавме да тренираме секојдневно заедно и побаравме да се отвори, да се регистрира овај клуб за атлетика и се крсти Охридски атлетски клуб Охрид. Јас вака ги знам до број 6, да речем, во атлетскиот клуб кој бевме членови, значи јас бев број 1, Ацо Стевовски беше број 2, Живко Стојчевски беше број 3, Боро Павловски беше број 4, Неби Џиханша беше број 5 и Таневски Стојан беше број 6. Значи, тие бевме првите 6 што, да речем, практично го оформивме атлетскиот клуб Охрид на времето и така, иницијатори за атлетиката во градот, да речем. Во тоа време имавме свој тренер кој не тренираше, тоа беше Владо Деребан. Бевме премногу исто од него задоволни и мислам дека постигнувавме и тогаш ние сите заеднички добри резултати, одевне на републички такмичења во Скопје и низ цела Македонија на кросови во тоа време се одржуваше, така да беше интересно и многу убаво. За тоа како низ времето растел и се развивал Охридскиот атлетски маратон, некогашните маратонци раскажуваат со нескриени симпатии кон оваа спортска манифестација. Првата година само од Охрид беа учесниците, а веќе втората година почна да идете и други градови од Македонија и така се прошируваше секоја година, се повеќе и повеќе учесници. Стигнавме до една бројка од 107 учесници пред 2 години. Од 12 земји имавме учесници, така да ево годинава нешто малку послабо, али тоа се должи затоа што една година имавме пауза, исто ради финансиски средства, автоматски секоја пауза се одрази на наредните маратони. Исто друго можам да споменам дека една од најстарите не само на Балканов, него може и во Европа. Пошто, например, во бившите југословенски простори, само во Плитвице ми се чини дека е 30 маратон, Кања се 29, Београд, например, е 28. Имат помалку маратони и од нас организирано. Не е многу познат нашиот маратон, за жал, затоа што, пак ќе речем, финансиите се проблем за да може да се просперират, а иначе еден од најстарите маратони не на Балканот, него и во Европа, можем да речем. Посветеноста кон спортот на некогашните маратонци им донесла и незаборавни моменти во животот. Не можам да забораваме една зима. Јас со моите другари Пеце, Боро и Ацо отидовме во селото Извор во јануар месец. Боро имаше таму една викендица, па зедовне храна и за леп одевне наутро ќе со трчање до Кичево, да земиме леп, со враќање се враќавме во Извор. А после пладне одевне до полговниците на главниот пат и така.
Тогаш се сеќавам многу убаво кога се вративме во градов овдека и нашиот тренер Владо не проверуваше што сме постигнале со тоа. Се сеќавам дека стварно беше осетив дека многу имам повеќе кондиција и можам подобри резултати и постигнував повеќе резултати. Пред тој маратон знам во тоа летото вака во овај период некаде беше. Знам со тој со другарот Тацо Стевоски трчавме едниот тој трчаше од Охрид до Белчиште. Јас го пратев со точак, после тој од таму ме пратеше мене со точак а јас трчав и така да правивме една добра трка и така речам беше интересно и бев доста спремен тогаш. 79 година целта беше уште на стадион. Живко води прв, јас одам втор цело време после него и 100 метри пред целта Славчо Оструга ме помини од мене заврши трет, например. Не да речем како негативно, то него си велам, ето имаше и такви моменти, кога буквално во последните метри ја губише една трка, што се трчал 30 километри, цело време рачунам дека ево готово стигвам и туку излегува некој позади тебе и ќе помини. Тоа е. Живко Стојчевски, Пецо Неданов и Боро Павловски денес се активно вклучени во организација на Охридскиот атлетски маратон и велат за неа живеат. Стојчевски, иако одамна живее во Австралија, го помага финансиски одржувањето на маратонот онолку колку што му дозволуваат можностите. Затоа што верували или не, денес не само што е празник на оваа држава, празник ми е на душава, а и како и роден ден да ми е денеска. Јас толку се радувам, толку се осеќам среќен денес, што најпрво што успеавме да го одржаме овој маратон, второ успеавме сите маратонци да стигнат на целта и трето прв пат во историјата да донесеме човек што може во иднина нешто да стори, да помогне за спортот во нашава земја Македонија, председателот на Европската атлетска федерација, значи прв пат во историјата да дојде овде. Тој беше исто јако многу воодушевен и се надеваме дека нешто во иднина ќе стори. Јас сум во организацијата од 2004 година, кога го обновивме и ето имавме една пауза во 2011 година. Заради тоа што немавме средства. Во 2010 ни беше јубилеј од 25 години маратонот и тогаш имаме и рекордни 107 учесници и имавме и добар награден фонд и така мислам беше одлична организација и после тоа во 2011 паузиравме, па беше проблем за да се повторно во 2012 кога организиравме, многу помалку имавме учесници затоа што беше тешко да ги привлечеме повторно да учествуваат. Меѓутоа 2013 имавме повеќе, па 2014 имавме уште повеќе. За жал годинава дали малку заради што е во средина на неделата и доста од маратонците од страна, поготово ради финанси и ради патни трошкови, што не сме во можност да им платиме, не успеа да дојдат. Охридскиот атлетски маратон на почетокот започнал со скромен број од 6 маратонци, за денес да прерасне во интернационална манифестација со учество на голем број маратонци од скоро цел свет. Организаторите на маратонот денес имаат голема желба тој и понатака да трае. Ево сега за следната година, пошто е и 30-та како и јубилеј, веќе имаме доста најави, дури се понудија веќе некои спонзори па мислам дека си со ова доста имавме медиумско покривање на ова година на маратонот
Мислам дека повеќе се иницира и фирмите и дека некој ќе стварно ќе се заинтересира да повеќе да вложи тука, да си има своји реклами. Ние овозможуваме да има една целта, значи да може да се ставят банери нивни и било што некои нивни производи ако сакат да има на самата цел тука, па да си популаризираат и тие фирмата нивна, така да стоиме отворени за тие работи. Само нас не е потребно стварно финансиска помош за да покриеме сите тие работи што треба да се организираат. Јас би ги замолил да речам, ајде од обичен работник во ова наша земја, можда не можеш да побара, затоа што стварно се платите ниски, али колку толку значи бизнисмените што се во ова наша земја прават и драго ми е да прават добар профит. Би ги замолил во иднина максимално што е можно, ако е можно да излезат во сусрет со цел и нивни деца, внуци или правнуци да можат да учествуваат на ваква една манифестација. Исто така, јас сум преблагодарен досега што општината, например, го помагаше и би ги замолил во иднина, ако е можно да продолжат со помош, со донација, да се продолжи ова манифестација. Организаторите како голем успех за напредок на маратонот го сметаат доаѓањето во Охрид на првите луѓе од Европската и Балканската атлетска федерација на 29-тото издание на Охридскиот маратон. Годинава на маратонот трчаа маратонци од целиот Балкан, а трчаа и маратонци од Кенија. Кенијците победија во машка и женска конкуренција. Организаторите силно се надеваат дека Охридскиот атлетски маратон, како еден од најстарите маратони во Европа, во иднина ќе стане многу попривлечен за маратонците. Велат се само зависи од финансиите, ако добијат повеќе средства од домашните спонзори, но и од поголемите компании и од државата, тогаш ќе може да привлечат звучни маратонски имиња од целиот свет.